Голем интерес предизвика повикот што општина Кочани го упати до спортските здруженија и поединци за учество на јавната трибина за предлог програмата за спорт за наредната година. Салата на Советот, каде што се одржа состанокот, беше претесна за да ги собере заинтересираните граѓани кои дојдоа да ги слушнат тугите, но и да искажат своји ставови за начинот на распределба на буџетските средства, што се предвидени за поддршка на спортските активности на локално ниво. Со тоа, локалната самоуправа на Кочани го исполнува едно од ветувањата за поголема транспарентност и вклучување на јавноста во определувањето критериуми како ќе се помага спортот. На трибината имаше многу спротивставени страни со различни мислења, па од општината предложија да се утврди систем на бодување на успесите на спортските екипи. Според градоначалникот Илиев, така најправедно ќе се определи сумата што би ја добило секое спортско здружение. Знам, убеден сум дека овие средства се далеку од доволни, меѓутоа сум убеден дека на еден оваков чекор, како што се одлучивме за определување на клуч за распределба на средствата, односно на колочот од буџетот, распределен за спортот, на спортските клубови ќе им возможи да на време знаат тоа што ќе го добијат и да си ги планират средствата. Значи, имаше разни укажувања дека досега им било ветено, неплатено или не знам што и како. Овој начин кој ние се залагаме, мислам дека ќе допринесе да тоа што го зборуваме и тоа што ќе иследува по клучот, дека и ќе го добијат. Илиев рече дека општината веќе има позитивно искуство од определувањето клуч за распределба на парите од буџетот, што се наменети за образованието. Првиот начин за распределба на средства од блок трансакции, кој што го направивме веќе и кој е поздравен од сите страни, очекувам дека и овој начин на распределба на средствата за спортот ќе биде добронамерно прифатен од страна на спортските клубови и со тоа критиките или различните толкувања на одредени работи ќе бидат надминати, а со тоа ќе продолжиме да се надпреваруваме во еден прав дух. Законот за локална самоуправа определува оти општините не можат да бидат директни спонзори на спортските клубови, туку треба да обезбедат услови за развој на рекреативниот и масовниот спорт, да организираат и да помагаат спортски пригодни активности и манифестации што се од значење за локалната самоуправа, како и да ги одржуваат спортските сали, терени и рекреативните игралишта. Во изминатите години, во општинскиот буџет, во програмата за спорт се одделуваа нешто помалку од 2 милиони денари на годишно ниво, од кои повеќе од половината беа субвенции и трансфери кон спортските здруженија, а остатокот за одржување на терените за спорт и рекреација.